Добро вечер во емисијата со повод. Вечера со повод со Горан Шандаров Шандарот. Еве го. Да. Од мојата лева страна на 2,5 метра сме растојание, во ковид мерките сме вклопени и тука ни е тема на разговор народната традиција или храна. Да. Горан веројатно го познавате, почитувани, веќе 20 година, ако така можам да речем, тој се занимава со производство на традиционални македонски јадења, храни, во конзервирана и во свежа состојба. Се смета за исклучителен стручњак во оваа област во тиквишијата. Ова не е емисија од типот на реклами за одредени луѓе, меѓутоа реклами или малку повеќе поотворено зборување за луѓе кои се докажуваат. Целиот свој се докажуваат со квалитетот и начинот на изработката на чист традиционален македонски јазик. Начин, без употреба на конзерванси и други средства кои ја одржуваат храната во стабилна состојба. Шандар, здраво. Здраво. Поздрав до гледачите на КТВ програма. Те гледат и на КТВ, те гледат и на РТК, на секаде и со помош на платформите YouTube и Google ќе можеш надалеко да бидеш пласиран. Еднаш правевме на емисија, сега малку повеќе сакам да ни кажеш во студиото си, за да на еден лежерен начин ни кажеш што е ова што го работиш? Или кога почна, така да кажем? Вака почнав негде 99-2000 година. Почнавме така со сладко, со мармалади, имав у дворот и еготки и цреши ден редом. И одеше и тоа. Меѓу време, 5-6 години уназад, имав една идеја што да произведувам, а да се бара на пазар. Така? И веќе открив што можам, дека можам пинџурто со вичушки да го почнам да го правам. И си викам 40% да ми оде од работа, од тоа што ми е замислено, задоволен ќе бидам. Сега не знам колку можеш у тоа да изодиш за да бидеш задоволен, така си предпоставував. Дојде годината тоа каварнари, пошто ми беше усовршено предходните години сум го правил за дома, сум давал на луѓе, блиски, роднини, пријатели. И сите ми го бендисуваа. И така се изроди идејата за... Што почна да произведуваш на почетокот? Пинџурот од сувичушки. Предходно кажавме мармалад, сладко и такви работи, а после на пинџурот. У Скопје ми отпечатија, пошто беа тога чашки од 200 грама, со знакот на чушки од пинџур сувичушки напишано, телефонскиот број и кордисав таа година. Не 40%, а 400% изоди. Дури снемав роба. И си викам се, што ќе правиме, како знаеш, во надуиш барата немаш. Да ги и имаше ресторани работеа. Ајде не ги споминјам сега, тука вие нашите кадарички беа силни. Кажи ги што? Рамадзоти трошеше многу. Јосип кино бабче сега кешуе трошеше ненормално. Бриони такоѓер ексклузив. Златна рибка, да не е редом, ги знаат. Така. И се сноѓев лево, десно, а завршив сезонот. Ама многу успешно. Сега за наредната година почнав да нижам ја повечко чушки. И нижев по 200, по 300 врци. Значи тоа е голема количина. Така е. У случај да снимам, да купувам. И така го правев тоа, след додека не се јавија арамиите, пошто ме окружуват малото арамии. Така е, добро. Почна да ми крадат врвците, почнав и да се плашам да нижам равно и опцията по-рано да си купам, пикай го подромот, него ли да ги сушам, от ги сушиш мора на отворено да се. Така е, на сонце. Така. И 2 години ми се јави таков проблем. Тај ви за пинџур ми крадеа чумбиња едно друго. Тоа е реклама. Да можеш дома да го пикаш тоа сето, да го ставаш. И почнав да намалувам од ваквото. Умеѓу време, пошто многу чушки нанижав таа година, ми останаа само лути чушки. И си викам, ќе ги испечам, ќе го сомелам буковец и ќе дадам на ние јаш сакам да дадам. Ама после ми дојде идеја, си викам, на една касапница наша позната, си викам, они за околу 20 трошат. Тя го однеси таму, го ставила на вагата, 3 кг и 700 грама, често пано, а лесно.
Горан вика 100 кила, вика, за наредната година. 70 кила блак, 30 кила. Побаруване на 100 килограми. Одно, прва. Абе, вика, да ти кажем сега, он ми разкажуе. Вика, да ти кажем, абе, вика, идат от селата, вика, дева Абаковчето, вика, на болница, защото му за автобусът, за влаза. И вика, че му го вземеш от съжалуване, вика, моната, кикиритки, морозки, абе, сешов тасъл, вика, сева, ево го, 5 кила, вика. Да не има повече. Абе, тежава. Тежава. И так, наредна година Кордисов да правим, Арона не се изплаче. Ще почнат со Пинжур. Со Пинжур почна па Буковец, а Буковец после си прави онака за Добро, кога почна со Ајварот? Наредната година со Ајварот почна. Што ти тегна па со Ајварот? Па овој што има Пинжур од Кавазаци и од Скопје таму почна носив во рестораните во Скопје, во Скопје рестораните ми помогна. Да, многу нашиот суграѓанин Бубукаров. Фино. Он те пасира. Ја одев во Скопје, влевав во рестораните, се смеа таму газите на рестораните, кој е газ, тие таму, одам му се представувам. Абе, дечко, вика, што се одам, вика, нито познавам, ти Пинжур ще ми правим, вика, ресторан, вика, тука се јаде, се пие, вика, гости вакви, накви, најжно ми реде. Супер, тука. И најжно, вакво си испаднеш од таму. Да. Добро, си идам дома, телефонот и на Бубо му си бил. Му викам, Бубо, знам дека си много, тогаш беа много популарен со К15, се снимаа емисии едно друго. И му викам да ти кажам нешто, му викам, ако можеш да помогнеш, не, никому ништо. Горане вика, нема ги кажи. Му викам, вака и вака почнав лани да го надувам, оваа година, за Скопје таму кај што снимате со јадење кај што одите, викам да ми помогнеш, ако може. Ти дојде му викам на вакво моја визит. Наредена е. Така. Значи, од прва, модна рече, ме сослуша. И утрото ми се јавува мене и вика Момир кафаната. Момир кафаната е ресторанот е туто набирач нијниот ресторан. И ајде, таксито му занесува на луѓето. Беме у канцеларијата на К15, пошто ја бев. Вика, кај Орач, вика, такса вика па другата кафана у Скопје. И таму вика, може да занесете, вика, договорено се, е добро. И таму почнаме да носиме и ги ограничив под 10 кила да не порачуват. Сега знаеш, кога носиш, кога правиш брам да имат до сега тия јаки ресторани беа. Сега пак куварот од Орач, од Момир, отишол у Беко, веќе не работи. Абе вика, откога да си носят, вика, ај врвамо намо и знаеш, пошто на летници имав, му дават кај шорев на луѓето. И така и у Беко ресторан. Почнаме да носим, значи, кај одеа у Драмски театар, ресторанот долу, кај што глумците, кај што седат, кај што прават пауза и таму еден период носев. Не јас, так си го причаме тоа сето и так. Порачката, што да ти кажам, тука у Кавезарци не е нормално нешто. Сега овие години, да не и речем 10, најшто се проширува. Как се проширува, така потребата од така почна чушките да кога ме види, знаеш, ми рипат врвците. Арам ја му правам па други заврзлани. Што пуштам некој овој прашање наму. Сега мене ми рече, пример, кога беа поевти. 130 динара, а на вие му вика за на врвца. Ти взимаш голем. А вие голем го чуем. 120 динара. Примерно тие што му рече. Да. И че ми каже. Сега јас се ценкам, например, 130, викам си, че ти изјам за 110 динара, најлеч ме е 40 факци кон носе. Не, што ми работи, че море, ладно е јануар месец, ти вика не се секре за тоа. И така со една особа од Росман, три пати викаше, жената не чеше да попушта. Дојде февруар месец, виче, февруар месец ќе да се појавува слънцето, чушките се роне таа сувата. И како ја носи за Росман и тук крај кај страшно јадно. Знаеш, но она може да продаде. Ами нема да волија на пазар. 50 динара карта, над 100 динара и го објаснувам ја тоа појадок треба да касе нешто, замотана сето со ваку. И не свеќе, не може да сване тоа. Пријател Елевал, еден пазар, тоа е на почеток на февруар. Вие Бадник Божи, тие таквите Свети Јован се испомина, највеќе нема кој да купува чушки, да речеме, за домаќинство. И онака се продаваш повеќе. Кажи викам што работи. Ај вика да се договорим, вика, си да иземиш. И сега ја исто купче го гледам, ја викам, од легодарки повечко не дам и да секаш. Ај нема ни треба, викам за така. Да кажем одма. Вика, што е една ледарка, ами вие лути, што ќе правам? Вие за лути, викам, че ти иземам 200 динара, тие по-мали врвци така, спрема вие.
И тоа е, викам. Барамош не знае нешто, викам, ти кажа, викам, ако се дава да, хај му убили, најваме, вика. Пики у вречите, ги стави у вречите, идам дома ги бројам. Гледа се која е разликата. Ја иде ваш 110 денара на почеток на јануар месец. Он не чели даде. А идеш уште 10 на пазари у тие месец дена. Добре. Ги бројам, врат се дома за 36 денара ми се фана. Едната врат. Пазарната вредност. Така. И сега она с капи идеи, че да сти на пазара, А не попушта? Не попушта. На крајот сама онајде. Гледа дека нема излез. Март месец на поле треба да испаѓа до таму му и напаѓат и глувците по селото. Горан, предлагам сега да одиме малку у твојот дом, Добро. да видиме како ти го правиш пинџурот, на кој начин, од какви чушки, а потоа се враќаме во студиото. Настрана од муабетот што го правиме во студиото, овој муабет овде во твојот дом каде што ти живееш, можеш ли да демонстрираш или да кажеш како се прави пинџур? Да. Кој состојки? Сега ќе ви кажам. Се што е здраво, сечам, го проверувам семето, ако е жолто и убаво, оде чушките. Например, ваа е неубава чушка. Оде убавото. И ето. Ова е процес на работа за варењето на чушките. Во најглавната суровина за пинџур. Сега, пошто има порачки баджи, зависи и количините сега колку ќе биде, така толку и вариме, например. Значи, не сакам да остане да има стално пресен. Ако у петок направиме пинџур, другиот петок правиме нов пинџур. Паковките ми се од 400 грама за фамилиите до ресторани, да речеме, сега они взимат по-големи количини, например, од 3 кила па надолу. Продолжи понатаму. Што треба, кои состојки треба да се стават за да имам пинџур? Оригиналниот пинџур. Тоа значи од мојата баба, дедо, да речеме, кога сме биле ние деца, што сум го запамтил, например, што сум го научил, правиот пинџур е компирче да се стави. Сега ние ти кажав ја премес места, ставаме компир, например, и имаме домашно наше производство. Салце од патлиџани и друг сос што се обрдат шињата, се варат. За добар вкус за шпек. За добар вкус. И тук не се ставя оноа, не знам колку, само за колку да го добие тој мирис, тој вкус. Лук оде на власето, значи без лук не. Едра сол обавезно. Не ситна едра. Не, ситно не. Едра. Колку количина на 400 грама, например, направи пинџур сол треба? Отприлика. Абе, Лажичка. не. Се зависи од ваквото. Како да кажем, од вкусот се. Правим и блак и лут. Сега, ако, например, има повечко порачка, да речем, најногу сега за Свети Никола, сега, да речеме па за Бадник, Божи, тука најногу домаќинство порачуваат. И тогаш се става повечко лук, пошто по-голема е количината. Повечко се истора од патлиџан. Тоа го вариме сето на надвор на чумбињата, дрве има. Така да Кажи ми, и се подпржува на крај. како, дали е исто макало и пинџур? Не. Во е Пинџурот е оригинален, Оригинален. тиквешки. вако што е. Не знам ја да ви кажам. Некој го вика, дајте ми макало во хотел или во Абе, ресторан. не сме у Скопје, не сме негде, не знам каде. Тука сме кавајаци, пинџурче. Постои ли? Имаше еден случај, Да. од ова ајворче го правим се, од тегла. И таму од Скопје бизнисмени едни најаш и си јавувам, викам, Викторија готов е пинџур за да дојдат да си го земат. Пошто мажот идеше си го зимаше од тука. А вика гора ние, вика порачуваме, вика ајвар. И малце ме збуни. Знаеш ни пинџур, ајвар. Викам, Викторија, лани, што зе ти? Ајвар. Ами и ваа година, викам, исто го зимаш. Зала, викам, ние кога си викаме пинџур, вие ете ајвар, секде различно тоа го направат. Имаш ли порачки за ова чудо? Има. Само, вака да бидам искрен. Од воа нема многу печалба. И да не речам никаква. Сега луѓето ќе речат, зошто го правиш ако немаш печалба? Го правам за да се дружиме и да бидам у тек со вакво. Суровината, слушам дека ти е, да. Пред тоа имаше печалба, сега чушки се 50 динара, 60, 70 и се губи тоа сето у печалбата. Покрај блак правиш и лут. И лут и блак правиме, да.
сега лутинт както се погоди. Има некој што може да е многу по-лут. Па чеписка тие што не јадат луто, а вие што јадат и вика мора, што малце по-лутко да беше парно. Кажи ми, Горан, од овие ли чушки го правиш буковецот? Од овие чушки и од овие. Аха. Овие се лути чушки. Значи и од овие правам. Буковец за продавање не се исплаче, кажеме, значи Ти беше една наградна игра секоја година на тројца. секоја година даваме по нешто. Сум давал и суицреш. Сам. Значи да. Тие по случаен избор, речеме, мои сум ги давал, да речеме. Повечко лајковале, ги гледам и тие работи и сум ги наградувал нив. Буковец сум давал уназад 15 години, секоја година, на разни луѓе од Кавазаци. Ако добие ваа година, наредната година не. И сега да не ги редам луѓе, што они возат што ќе го гледаш, знаат кои си и шо се. Добро. А наградната игра кога беше, не наградната игра кога давав тогаш да речеме на луѓе што ги објавив, ама пред тоа немав и Facebook, така да и да сакам нема што да објавувам. Сега достапно ми и тоа. Одиме со муабетот во студиото. Нема проблем. Што уште фали што не рековме кога бевме кај тебе? Могло не се кажа. Се е кажано, сега најжно ка кажуваме количински, сега да речем за Свети Никола, например, што треба да правиме. Правиме за Свети Ѓорѓи. Добро. Значи тоа се количини. И тука, ком пред тогаш одлучувам и сос од патлиџани и салца, колку треба да ставам, лук колку треба да ставам и се тоа што понудуваме пада. Немаш ли мерка некоја? Толку салце, толку чушки? А мерката ми е мене пошто лонци варам. Аха, добро. Ама претходно од тенџере као Го спремаш? Го спремам од тенџерето и го истурам лонцот. И тоа си го рачунам едно тенџере. Тоа е така, две, три, да речем сум сварил 15. Кај тебе поголема количина, не е за за малку. За малце не се инундуе. Значи сега да речем за Свети Никола, спискот го имам јас. Сега го зима вие вчера го зима за Свети Ѓорѓи. Добро. За Свети Никола да не ме заборави, најжно. Луѓето си купуваат. Сакато ти е посна вакото. На 9 Свети Ѓорѓи, на 20 е Свети Никола. 19 Свети Никола. Ама име за славата 18 што си тие слава и пошто е посно и так. И сега и во сакам да го кажам ја. Не сум од ние играчи, например, да ги товарам луѓе, дека ме прошуват, че имам 40 гости за славата. Колку да земам? Че дигнам рамената. Колку сакате? Колку сакаш тоа. Значи не викам јас земај 10 кила, земај 8 кила. Не сакам да му стои да му нудуе. Разбирам. Јас секој го продавам и така и вака. Може нема да го продавам на Свети Никола, ќе го продадам наредната тоа. За Нова година, Божич. Абе, за Нова година не оде ова. Не. Ниједна Нова година, ниједен ресторан што е работа, прави муабет со море, ни покапуе нова ваквото што е. Покривките вика за прање воа, вика. И не оде лук, пошто има домаќинство, некои го избегават лукот, сабота и недела ќе еде, тогаш. Ова храна е постарна, нели? Да. И многу вкусно е. Многу со месо оди така. Со што ти би ја препорачал? Пинџур зборуваме, не зајбор. За пинџур, да. Почне со зајбор. За пинџур твек си ја ме некој преш. Тие што јадел лут. И што пиење би било на крај тебе? Ја ракија пијам. Добро. Пиво и вино, за мене, не постојат. Не ги ни разбирам, да речем, да ми кажат виното е вака, како ќе ми даде, ако ми рече смезаревка, а може да ми даде, не знам како, ќе го знам ли кај смезаревка. Не го разбирам. И пинџур и сиренци. Кубаска му, се прави муабет за дома. Да, разбирам. Не за слава или за славата, се знае таму. Компир варен може, не знам што таму кој што си јаде. А ако сакаш лично да јадеш, да магаш, се прави муабет за лут пинџур. И си кажа една рибанка да касна најдемек со сиренца, а пинџурте оđи. Абе кога се замакаш веќе нема Вак или лут пинџур, како? И вак и лут. Лутот кажаме, значи како се погоре. Може да биде се дешавало и да биде оđин, се дешавало да биде и не толку лут. Ама сместа е направена, веќе нема повречење. Шандар, дали некој во тиквешијата прави вакво нешто слично како ти? Не, еве, од кога почнам ја да не речем ги избалдиса рестораните, некои почнаа да си прават сами. Или кувари си прават. Ево ни година, например, еден познат ресторан. Добро. Они макало таму. Викам да го видиме шо макалци. Така? Уземи на вакво шо е.
и што ќе му ставиш на масата, нека Занев е добро. така. Си макна со залчето, со лепчето, си джвака си јаде, си тепат моабет, си прават моабет, и да го видам што е сега они сос, салца домашно да го земем, например. На скарат испечил кричеви чушки 5, ги кломнал го натре и макал. Не е тоа мако, не е тоа пинџур. Не е пинџур. А далеко од пинџур. Па во е пинџур кај ни. Сега тие што го земат и што го јадат, го знаат што е. Факт. Горан Почтувани е многу познат по својот ајвар, пинџур ајвар. И неговото производство всушност е олицетворение на она што е македонска традиција. А тоа го темелиме исклучиво врз основа на квалитетот што тој го прави или го дава во ајварот. Кажи ми како почна со ајварот? Почнаваме прво со суичушки, наредна година почнаваме со ајварот. Значи, не беше, да речеме, на порачките не знам какви, али за нас, како фамилија ни, беме радосни. Добре, не е сапато, да порачуват и го така. Знаеш, тие моабет дома си го правим. Да, што е нормално. Така. Сега наредната година, виче си ја правим моабет за втората година. Налето кога вика вдрачани што зима, почнаа да се фалат, нас украда да ни правят па пријатели у Скопје, роднини, вамо, намо. И ки ни се колото на најгоре. Али квалитет, без квалитет не. Кој ти порачуваше ајвар? Па се во бизнисмени, суди, на јаки компании, да не ги споменјам, сега имам веќе и 3 председатели На држави. на држави. Како дошле до твоето име? Има бизнисмени, да речем сега, да го кажем кој председател, не смеам да ги кажем. Добро да не ги кажеме. Така. Имат фирми у Македонија. Добро. Тие се јаки менаџери. Зимат од кај име. Добро. Тие таму се фалят кишуја. И ќе му даде нему примерно тегло, не знам. Јас тоа така го замислувам. И наредната година порачуј. И ми викат за условени се правим моабет. Човек што е од Македонија, вика Горан, вика, дали знаеш, вика дека се зборува, вика најбогатиот, вика словенец, вика дека он, вика, ми беше менаџер, вика у фирмата, тие се за увоз на струја во Македонија, фирма. Добро. И вика, најбогатиот словенец, вика, нас не беше, вика, главен, вика, дека од твојот пинџур, вика, го причаме, вика, таму. А они, за условение на ови, ми се јавува овој од Скопје, вика Горан, вика, му да дома, вика, поетно тегло, вика, на тие главните, вика. Добро, вика, ние ми викам даваме ракија, му викам го бевази, кида такви госија. Наредната година 25 тегла, по 25-20 што му дали они. Наредна година 250 тегла. Наредна година 600 тегла. Значи тоа е у 3 години и ги блокира се, треба па Така е, точно. Не можам, викам Зоран се кеште, викам Зоран, викам не можам да барам 100 тегла, викам не можам, се викам. Ќе го дам бројот, вика, че може ли да му дам бројот, вика, нека се јави, вика, од Словенија. Бранко така го викале што. Нека се јави, викам, ќе му кажам, му покачувам цена, да речеме, ако беше кај нас, да речеме 300 динара теглото, навијам, викам 360 динара, 6 евра таму. Вика и 400 вика биде колку сака, вика сал, вика, барам 100 тегла, вика, да однесе. 100 тегла, па 100 евра плюс. Ама многу збиено беше тоа сето. И така, од еден на друг се одноду. Белград, нема држава, ја мислам дека нема држава. Не те прашувам за количината која ја произведуваш. Количината не мерам. Почињам од 1 август, оваа година најрано почнам. 1 август, а завршиме на 26 октомври. Август, септември, октомври. 3 месеци. Правиме и по 2 вакви што е. Што да кажувам, многу мачно е. Морам да се Вака е убаво, како кажувам, кога се разберат вака. Колку луѓе учествуваат во операцијата? Вака сега, прво да се заблагодарам на жената, 16 години што печеш. Само иницијалите на... Кажи се слободно жената. Много се научи, што съм истом борил таму. Добро. С Ристлевски. Добро. 16 години се бореше жената со мене. Значи, јас се нервирам и она се нервира. Зошто ме зафркнале, рече ми подметнале неубави чушки у никоја вреќа, оден да ги изгоре, знаеш, и она надуе. 16 години, и со песма, и со моабет, и со африкански. Ти печеш и готвиш традиционален начин. Нема кај тебе. Нема ништо. Технологија. Вака му се јавувам на луѓе, значи. Ке го зимат пинџот. После 2 дена, значи имам таква ваква што е принцип, да се јавам, да прашам дали се задоволни.
И че се явам, алот от Камарико, ваа година както На сол, на вкус. на лут. Ние правим 5 сорти на пинжо. Блак, пикантно лут, скопяне жуйкани малца лут, средно лут, лут и ги има некои фамилии. Луто вика, стави, колко ще вика толкова, вика, нема и гели. И така, тия са отстрана. Добре. Нема държава, ки шо не Кажи ги държавите къде се яде твоят айвар. Америка, Шпания, Словения, Сърбия. Сърбия, те вече не ми са интересни. Ние кажувам, тук е важно, ода там. Там, че го спомняме, Бог да го прости, то да е Белевски. Значи, откъде съм почнал, Со него връзка се беше. Сони да, до ден днеска, черките, Браво, браво. Виктория невеста негова, Браво, значи браво. взимат. Зето така идат Они тук. са от Белград, да. Они са от Белград, ама да речем, че ми... За свои клиенти во Не. държавата. Мене Виктория се вика невеста това. Вика Горан. Почва се дружат со яки личности, там со бизнесмени. Вика, знаеш, вика колко порачки, вика, ми поръчуват, вика, ги отбивам. А от Панчо ми идея от... Имаше един наш кавдарчанец, Стоян, Вейко го викат. Добре. При седна горище, вако шо е на Стоян Андов му е зети 80 шурец. кусор години. Да, му дойдам вила, че ми се яви пред време горе на 2 септември си от дом да ми биде пинжо за Панчо там къде живее, си го взима. Си заминува. Дан, чао. За пари никой не прави муабет, никой не ми е останал дължен. Дори през време сакат нещо, за да се осигурят. И ни правиме списък на вакваше на клиенти. И ги запишуваме. Имало ситуации, ка нема да влезе в ваквото. Били на отмор, вамо, го изпущили това ваквото. Път съм молят, ама не помага това. Па файчат арки преко ние, знаеш, за да му обидат. И това не помага, затова шо... Горе работи без ургенция. Нема тук в Кажанове и си го знаят тия, шо взимат, например, сега там отиваш, да речем, в Скопие, де къснаме, пробаме, лукалутки, шо имаш работят в фабриката. И една, друга си кажуват, ама со квалитет власят. И да кажем именно гледа. Айде. Значи, расоманци произведуват и они, се напатат. Така е. Много лъжи ми се явуват или като ме видят, имам пинжор да преко мене да го няма шанс. То е много битна работа. Не. Най-битна. Тако нещо не съм ни помислил. А они сами се клеветат и си говорят, вика, они не печат, вика, они ги обаруват, вика, чушките, вика. На бразина. И сега да речем, това си откута. Да, така работят големите компании. Ако я вадам 18 тегла, он от листа смисъл, че извади 20 тегла. Ама он е напад, застанал от бира, от делчо, от ти купят на тегло. Бендизъл. Кай тебе работа друг принцип? Сега може да се направи. И зимница, руски салати сме правили, мазени, чушки, феферонки от вие по-дъгите сме ставали, ама се губи ефекта. Сега руската много обера и много одеше салата. Вая година направи много малце и отма, мислям, беше поръчано се даде. Сега крефило, знаеш, на 100 динара, да, сега е 15, да се 100, 120. И сега, ако кажем на теглото е 100 динара, например. Така е. Аз се подпирам на 50 динара, например, крефилото. Скапа суровина. И ориш после ти викат 90 динара. Скапа суровина. Суровината е... И една година така се опражали, да не рече. Точно. Кажувам цента кажана, вама купуй, па се вадиш на морков, но не знам, защото... Добре, ако те влече изработката на професионален, традиционален начин, ако зимница, се решаваш ли за серийско производство, фабрикация? Съм размислил. Ти да менаджираш и да работиш с все. Я чекам да се яви някой, да речеме... Потенциален. Так се, я ги нямам тези финанси, ги нямам. Дойдоа от Чикаго, от Кичово. Луджи. Бизнесмени там, в Чикаго, Америка. Добре. И они захрана са. Му кажали, да си Горан Шандаро за пинжо. Добре. Ми всяка човек тук, дойдом се найма ресторан. И почна да си кажуя. Да ми там вако контингенти, като съм носи, за 10 дена вика, лом се прави, се продава се. Ами я му викам, не можем това да го постигнем, кай контингенти му викам. Не, викам, с ограничалните, с наши ограничални, го можем средба да закажем, да разговаряме. Он скаше и хала тук се да инвестира. Ясно.
И го правим муавет, знаеш, вичуваме да се реализира това сето. Нека ми рече, у София, че има веко ще саем, вика, на машини на таква работа. И добро, викам, защото тази машина му ги мята изборувам за чумбини, му викам и за дръва му викам. Солинари му викам, тия работа мен ми се потребни. И тави му викам за боравени лопати му викам, ще пържим, защото да. Ама не бе, вика, технологията вика, знаеш, много. Ставаш чушки, му викам, ставаш зелена, излегова лупа. Така, му викам, ти бараш, му викам, технолог, му викам, аз тия нито го разбирам, нито го знам това. А му дадох от моите работа, тогаш, мислям, произведени. Си плача човек, доредно това се беше. Презадоволен от ваквото, ама тук беше Лайбът Соников. Шандър, при края сме на ова емисия. Рековме много работи кои луѓето не ги знаеа, те познаваат тебе. Тук къде за? У Кавадровци, да, кажи ми, до кога ќе работиш така? На стариот традиционален начин. Не ставаме, имаш семейство кое исто така е без семейство, вклучено во оваа операција. Имам две жени, си печат, си лупат. Две жени имате си? Да, си ги плачам. Две жени? Ги плачеш, работнички? Кажаме, добре, аз се рекам да не имаш две жени плюс. Не, две жени ще работят, ще печат, ще лупат. Си бръкат работа. Пържението преко мене, невеста и черката обучиме. Контрола. Не го пържиме. Лопатата не сме дали на никой до сега. Значи, нема. До сега не съм изоставил да става, не съм сигурен. А има луѓе. Добро. Сега са новите вако ще. Да, автоматските. Бърваки, не знам како. И еден вика, горе вика, води си леснеш работа, вика, а му море, нямам осет, му няма на това, го контролирам. Очите ми изядат, намо, като помине 2 сата вече пражение, най-едно за идем да изпадне. И му така, и дойде един. Абе, сега да не се изразувам, така ги псуе жените негови и бълдъст, с жени работа. Му що е работа и го. Абе ти му викаш, моля, от Чандър си купим, не са брала и вие, що взимат от кайни го, що ми да не сна фанати и ради знаеш, а вика се опеня съм дуат, ай машинка, вика, вземе, вика, се намести, вика, не знам, що му скинал там, кай швоам, но, вика, и ми покажи слик на моя, вика, що изпадна. Нищо. Това е това. Сега вика, имаш ли вика, за да си купим? Нема, викам, тук под списък. Се нервира се. Вие един път друг ми кажу, абе, вика, джо опералната, вика, да ти бърча, вика, пощена, вика. Значи няма на кой да го предадеш жадаето. Мора да има на някой. Мора да има някой начин. Не се заинтересирани децата, за да носят сите на работа, но али, ти кажуваме, щета, шо някои жени си не знам, 20 години го работиме. И шо викам, аз мислям, вака луѓето знаят, що съм го правил тия муавет, ако една фурна, 300 лева ваде. Да. А я, това ще го кажа, значи, имам над 5000 лева по барувачка, пример. Добро. Значи, кой ще влезат от тия 300 лева, тия ще вземат. Остаткот, а една фамилия носи друга фамилия, знаеш, защото така се мултиплицира. Е така. А това ще го кажа за Росман, за тия така, не съм ни помислил, така не. Кай тебе няма нечесен начин. Не, значи се е чисто. Или лоша пиперка, или лош патлиш. Му кажувам, значи, ако нещо не е уред, няма що да се разправяме. Мазат, дънк... Гаранция 100%. Абе, милион пост. До сега никой се няма пожален. Ги има по-стар, по-овак, горанче. Абе, да се познатат раците на лутина, на соло. Да, ти си знаят. Пълно с години. 9 години най-старата ни е мущерик. Наш кавдърчанки у Скопие. Ама редовно взима. Редовно. Почитувани гледач, има благодарен соговорник по неговата ведрина во овој разговор, неговата искреност. И кавадаричкиот диалект кој го употреби за да ви презентира, можехме да се запознаеме како работи Горан Шандарот со Ајварот, со Пеџерот и со другата земјица. Тој е специјалист, самоук, меѓутоа мора од некого да научи. Од кого научи или од кој те инспирира вака да работиш? Искрено. Вака искрено. На мојот татко мајката беше домачинка, Кој да прав смисъл, мојата баба. Не да каза баба Цана. Баба Цана ја вече спомням. А дедо ми беше Лимартинчије, пошто сяка што е капијата, тука му беше Дучен. Така. И сега вече се изумре ситуација. Бог да ги прости. Така Бог. И она беше права домачинка за бијание да ти изготви за това. Подтикнат от тия таквите работи, кај стариот Бог да го прости, викаш да е шемрияно, да е да не биде лапа граот или јанијат или не знам што.
е потикнато таквите работи, значи и аз като купувам сега, като пазарувам, значи ако ме зафрекне некой, се нервирам, защото ме зафрекнал, например. Так. И одма знам как ќе му биде, па на ние што дал 250 евро за децата да јадат звона, а да не биде задоволен. Така е. Имаше ситуација една, детето бактерија некој мала, може ли вика горан со заетин од вариоли, не знам как се кажеш тоа. Добро. Сончо гледав таму да биде. Да се смени заетин. Да се смени заетин, знаеш. И кад ќе му дојдеше редот тие мислам години ка правиме за детето. Добро. Купував таков. Браво. И ваа случка да ја кажам од негојно фраер. Сега ви ги текна. И да вика Боже со ладно цеден вика заетин да го пржиме. И му викам брато, нит сум пржал. Не знам колку треба се стави, што треба да се стави. Викам јас ставам толку и толку. На количината што му кажувам. Ама нема што да го погрешиш воано, не му обидувам. Викам сега не знам што да ти кажам. Ти колку ќе кажеш, јас ставам толку. Викам ти колку ќе кажеш, толку ќе ставиме. Донеси да говориме се. Ќе ти јавам викам кога ќе биде пинџур твој, не, кога ќе биде неговиот пинџур за да ми донесе заетиното. Има ладноценни пинџури разни сорти. Од кај знам дома кој го користи. Точно така. И викам кога се прави твојот, викам ќе се јавам пошто никој тука ќе го донесе заетино. Нема проблем. И му се јавам, го донеси, го испржиме таа ден утрото, пошто реално го ставиме, тоа се од кога се испржи. Да се вакуумира се. вакуумира. Така. И му се јавам, викам готов е. Ај, пинџур ќе да го земиш. Ај, вика, ќе дојдам. И да го зима, и сега да се раздружиме со пејарца. Сега заетото он го купуе, треба да одбијам јас таму. Тогаш заедно беше 50 динара, 3 шинјони ми донесе 150 динара, ам не, вика, вие 150 динара, вика, заедно, вика, ја шузија. Добро, да му викам, ја 50 динара, му викам, ја очиш ти одбивам. Ам не, вика, не можем да се разбереме, вика, ја и му викам, зашо да се разбирам? Ја ви го плати 450 динара, вика, 3 шинја. Ами ја му викам, по 50 динара го купувам, викам. Толку им цената моја. Викам, сега му викам да те прашам нешто, му викам. Ако ми донеш ти мен некој заедино едно шише му 1600 динара, му викам, 3 шинја, ја треба од джепот да се бркам. Пари да дам. И таа вика, така вика. Ами како викам да ти објаснам, викам. Ти сакаш со такво заедин си, ти си го донеси, ја ти одбијам те 150 динара. Со неготинци е малку потешко за мене. Арен се. Горен да говориш не беше готин. Молам ја. Мислам дека кажаме. Има още да се кажува што да се кажува, ама Да не бидеме досадени муабетот, така да имаш нешто да само е да кажам дека сум најбараниот од јули месец до почеток тук на септември, тук завршува. Зимал од мене Северина Пинџ, ајде. Зимал Караджич Укилци, ракметарот. Зимат, не зимал. Овој што е на Вардар сега, рече го Дебиров. Добро. Значи как за ракметар програма, значи как му дам на едниот, одма се фале на другиот да ја замене. Спискот беше исполнен да мај направи некоја вакво. А од Динамо Букурешт Дисинџер играеше он за Вардар. Џоко Хаджиевски кога да дојде у Фудбалска легенда кај нас. така. Обавезно ме посетува, сум бил кај него таму као гостин у Скопје. Ми подарува дрес ми има подарено, значи се слушам и контактирам и баш вчера ми го, дека децата, внуците и таму не знам кои дошли у Емиретите, он сега у моментот тренер, и вика ми донеси, вика, Ајвар, вика. Шо ти кажам, он ми го пише тоа сето у така, председателите ги кажа, сам не смеам да но, а овој еврокомисарот што беше пред овој Жбогар. Во Македонија. На Европска заедница. Така. И он взимаше преку луѓе, јас што ја не спознавам. Председател чуј кажувам и Ти импонира ли таквото нешто? Ама една па ме изруга на Фейсбук. Шо ви ги пишуваш, вика, и ми знаеш, не лоно, вика, шо ги пишуваш, шо мене, вика, ми значат, вика, тие председател, ракметарите, Џоко Хаджиевски. Па ја да ја прашам, ви значат ли нешто? Ми значи как не ми знаеш? Бидејќи имат изострен вкус за храна, тоа значи дека е квалитетна твојата храна.
Това за председател да съм, а не спознаваш да яде, да го взима по-големо има ли от това? Не е, да речем, да знаеш кой е председател на държава. Пробирливият начин на изхрана. И това мене сето ми го, значи се ще е позната фаца и вакво, мене ми има айле, защото мисля много, защото са познати. Дълфуфо на времето. Черк му се издаваше в Гърция, от тук, че го вземе, договорено се предходно и так. Значи, къде беше и он най-силен. Горан, благодаря що Моля. Не било приятно. Еве се гледаме во друга прилика со Горан Шандаров. Шандаров тој е специалист за традиционална македонска храна, за пинџур, за зајвар и за друга земјица. И се надеваме дека некој ќе ја продолжи неговата традиција со оглед на значењето и изумирањето на македонските јадења што ги имаме овде во Македонија со така наречените западни инстант храни кои полека но сигурно влегуваат во нашето секојдневие. Горан, благодарам. Ова, ето, што можеме, разкажеме на човеците и да ме запознаат, защото некој знаеш да слуша, а не гледа. А не, вака може не знае се, ама че вие ли Шандров или вие тие ще го прави това съд и ще създава и ще го промовирам гледат низ цял свет. Ето така. Поздрав!